Така, продолжуваме со студио 10 на телевизија 24, како што најавив на почетокот на оваа емисија. Втор гостин е господинот Воислав Димитровски, директор на јавното предпријатие Лајк. Благодарам што прифативте. Ви благодарам што не поканивте. Секоја една покана, вклучително и од вашата телевизија, која што знам дека и го третира овој проблем, навистина ни е добро дојдена и со целосно задоволство гостуваме и кај вас со цел да информираме јавноста во однос на уличната популација на кучињата и одговорното сопствеништво. Така, ве најавив како директор на јавно предпријатие Лајка, меѓутоа во вашето воведно обраќање спомнавте проблем, не мора да најавувам јас, претпоставуваат и граѓаните за што ќе зборуваме, тоа е условно кажано, морам да потенцирам проблемот со кучињата скитници. Граѓаните секојдневно се жалат дека глутница кучиња има многу низ Скопје, ги напаѓаат. Кога, еве можеби неблагодарно е да се праша, меѓутоа ќе прашам, кога овој проблем целосно ќе се стави под контрола? Затоа што е со децении. Да, ајде ќе почнам со една, да речеме, мисла или насока која што ја даде еден од најголемите експерти во оваа област, господинот Брајан Фогнер, со кој што имам и чести да соработувам и да се познаваме и приватно и да работиме на заеднички определени проекти и во Македонија и надвор од Македонија. Тој ни кажа дека вие сте пресиромашна земја за волку богато да го решавате проблемот со бездомната популација на кучињата во насока дека го решаваме 30 години, а не сме го решиле. Затоа што ние секоја година одделуваме определени средства, никогаш не се доволни, а на таков начин всушност се 30 години одделени средства кои што не решиле, односно не ја подобриле состојбата. И затоа мислам дека конечно треба да дојде една власт, се надевам дека оваа градска власт е таа, ни дадоа доверба повторно да пробам да го подобриме системот и ветуваат сериозна поддршка со цел овој проблем на вистина еднаш да се претрка и да се делува превентивно, а не да се делува да речеме постфактум, како што се делува овие 30 години. Зашто? Буџетите кои што се определуваат, но сепак и луѓето кои што го раководат овој процес, претходно го раководел процес комунална хигиена, јавното предпријатие, па потоа е основа на Лајка. Лајка во својот, да речеме, краток мандат на функционирање, функционира само околу 4 до 5 години. Веќе, еве, јас бев во еден краток период, 6-7 месеци директор во претходниот еден процес, и други две директорки има во целото функционирање. Треба да се воспостави еден систем кој што ќе треба да се следи од еден на друг на трет. Кај нас, за жал, тој систем не се менаџира во таква насока, односно некогаш луѓето кои што раководат јавното предпријатие, поготово ако се, да речеме, од фелата на условно речено активистичкиот сектор, иако и во овој момент апсолутно активно соработуваме и се вклучени во целиот процес и невладините организации и активистите, но секогаш оној емотивен момент кој ќе биде голем од моментот на професионалност и фокус на третирање на уличната популација на кучињата, веќе доаѓаме во процес каде што популацијата се зголемува, а предпријатието се насочува кон единките. Сега, што правиме? Всушност гледаме да се насочиме кон проблемот. Луѓето кои што се на улица, кои што дали имаат стекнат страв, вроден страв од животно нема, да знаете, тоа се е стекнат страв. Дали имале непријатна случка, нели, пред нивниот дом, на улица, било каде. Дали се плашат, дали нивните деца, поколенија, можеби, иако тие можеби не го чувствуваат како страв, но се плашат нивните деца, имаат група на кучиња кои што слушнале дека направиле белја во некој период и така натаму, а во нивната околина. Сите тие стравови се оправдани и на родителите, и на луѓето, и не треба да ги чувствуваат. Јавното предпријатие треба навистина да се насочи ваквите инциденци колку што може повеќе да се намалат во иднина. И не се виновни кучињата, затоа што се на улица, виновни сме ние луѓето, затоа што не сме го менаџирале проблемот во изминатиот период. Треба еднашка да го претркаме процесот. Сега во овој мандат, во првата година, веќе имаме многу амбициозен проект. Тоа значи дека ако минатата година или минатите години, еве, просек сме третирали 1000, 1100, 1200 кучиња на годишно ниво, оваа година нашиот таргет е 2500 кучиња. Што значи дека градот Скопје има некоја груба бројка, ќе видиме, мониторингот го следува следниве недели, но мониторингот од 22 година последно што е направен, иако градот Скопје имал обврска, секоја година прави мониторинг за да знае как да ја следи реалната состојба
Во градот не е тоа направено. Зашто причините јас во моментов не можам да ги кажам, дали од несакање, од неукост или од немање визија за решавање на проблемот, не знам, но сепак треба да направиме и мониторинг, да знаеме каков ни е проблемот. Сега за сега таргетираме 2500 куќиња. Јавното претпријатие во моментов нема таков капацитет да ги третира тие 2500 куќиња самостојно. Затоа веќе имаме нова програма каде што ги вклучиме дополнително ветеринарните друштва и сите ресурси расположливи во градот кои што се во приватен сектор и прифатилиштата кои што се регистрирани, па паралелно заедно ќе ги искористиме сите капацитети со цел да стигнеме минимум до 75 до 80% третирани куќиња од уличната популација. На таков начин веќе да речеме животниот век на куќето на улица е околу 2 години. Што значи дека од оваа акција за година и пол до 2 веќе граѓаните реално ќе го осетат процесот на намалување на популацијата на куќињата, во рок од 4 години би требало веќе градот, тоа ми беше главно прашањето, мораше да го давам ова интро претходно. Градот би требало да продиши, односно веќе проблемот со куќиња на улица да не биде една од главните теми. Секогаш ќе имаме куќиња на улица, нашиот менталитет мора да се смени. Тоа не е работа на лајка, тоа е работа можеби на сосема други институции. Од тука е и Министерството за образование преку едукација на децата, Агенцијата за храна и ветеринарство преку дополнителни мерки према неодговорните сопственици кои што може да бидат вклучени, може да бидат и други институции вклучени како МВР, комунална инспекција и така натаму во цел овој комплексен процес, но нашата работа ние треба да си ја завршиме, тоа е масовна кастрација и стерилизација. Треба да му кажеме на граѓаните дека многу сериозно ги земаме во предвид и немилите настани предизвикани од куќињата, тоа што значи дека доколку некој граѓанин пријави на определена локација дека определено животно го има нападнато, ние сме задолжени да излеземе, но неговата граѓанска одговорност е многу клучна. До сега како оди работата? На граѓаните ни пријавуваат и не викаат на таа и таа локација ме нападна куќа, ме касна, агресивни сте, дојдете, земете ги враќате, куќињата касаат и така натаму. Кога ќе се обратиме до нив, дали сте каснат? Да. Дали имате медицинска белешка? Затоа што ние само врз основа на медицинска белешка од оштетеното лице можеме да дојдеме на локација, ние по секоја пријава доаѓаме, но тоа куќе кога има медицинска белешка и посочување од страна на граѓанин дека штетен настан има од конкретното животно, од конкретното куќе, во таков случај тоа куќе ние мораме да го земеме и веќе на локација не го враќаме. Имаме програми каде што највеќе се насочуваме кон вдомување, ревдомување на тие куќи, им се дава навистина голема шанса и социјализација и имаме многу успешни случаи на такви вдомени куќи кои што понатаму апсолутно не прават никаков проблем, но нашата задача е да малце кај граѓаните да влееме доверба дека куќињата кои што се на улица, кои што имаат ушна маркица, секој едно од нив поминало тесна социјализација, што значи дека не пројавило знаци на агресија во рамки на претпријатието. Тоа кога ќе се групира со определена група на куќиња, тие меѓу себе и како и ние луѓето учиме еден од друг. Ако се групира во група на куќиња која што прави таква напад, да речеме, или се стрчува, рже, лае, дали по кола, дали по луѓе, дали по велосипеди, дали по мопеди, автоматски куќето и да немало таков нарав, тоа ќе го присвои наравот на групата. Тоа значи, не значи дека ако кај нас поминало и ние сме му ставили ушна маркича, дека тоа нема да го стекне таа навика и во иднина. Како точно функционира претпријатието лајка? Што се случува откако едно куќе ќе биде заловено? Нели според законот за благосостојба на животните се третира, меѓутоа тоа повторно се враќа на улица токму и граѓаните реагираат, не можеби голем дел, меѓутоа дел граѓаните реагираат дека се нападнати токму тие куќиња кои што се стерилизирани. Како да се реши овој проблем? Затоа што практично повторно ќе има куќиња на улица и сите да се стерилизирани, така? Кој е решението според вас? Вака сега, нашето јавно претпријатие може навистина да се пофалиме со одлични резултати во вдомувањето на куќињата. Ако просек е околу 1100-1200 куќиња, да речеме на годишно ниво, ние имаме околу близко до 400 куќиња на година вдомени. Што значи околу 40% од куќињата наоѓаат дом. Тоа е една макотрапна работа, навистина, и на вработени во претпријатието, но и на благодарение на соработка со невладиниот сектор, Сдруженијата за заштита на животните и индивидуалните волонтери во рамки на градот. Но откако ќе се вдомат, дел од нив знаат и повторно да ги пуштат на улица. Не само вдомените, туку и оние кои што имаат и
домашни миленици. Така, како тоа да се спречи? Тоа е најголемиот проблем и поради тоа имаме кучиња на улица, така? Да. Уличната популација на кучињата реално докажано по сите анализи, да речеме, и научни трудови дека доаѓа од домашната популација на кучињата. Ние во рамки на градот Скопје во 2022 година, која е правена последниот мониторинг, е утврдено дека околу 50% од кучињата во рамки на градот Скопје биле стерилизирани, зборуваме од уличните. Што значи дека не сме многу далеко од тие посакуваните 75 до 80%. Но домашната популација на кучињата се стерилизирани во нашата држава, односно во градот Скопје, околу 7%. Тоа значи дека ако ние како јавно претпријатие сме стигнале до 50%, заедно со целата оваа група на луѓе кои што навистина се емпатични кон животните на улица, а домашните кучиња ни се на 7%, 8%, значи дека навистина треба малце јавната свест и на домакинствата кои што имаат сопственички кучиња да биде малце подигнато и барем да ги стигнат овие 50%. Зашто? Дали тоа е само јавна свест или па законски треба да се регулира? Законски со домашните Видете, има многу модели, јас сум ги предлагал овие модели пред надлежните власти, има повеќе модели, има модел и на давање на субвенции и тоа веќе го разговараме во рамки на градот да се субвенционира стерилизација на домашен миленик, тоа зборуваме за сопственичко куче, нели? Но има и по пример на морковот и стапот. Значи ние ќе му дадеме субвенција да си го стерилизира, но доколку не го стерилизира, по примерот на многу наши блиски околни држави, Бугарија го има, Романија го има и така натаму, дека нестерилизиран сопствеништво, нестерилизиран миленик треба да се плати определен данок кон општината. И тој обично, такви се примерите, обично тој данок оди во општината во подсметка за решавање на проблемот со бездомната популација на кучињата. Тоа значи дека од едната страна општината ќе го стимулира да си го стерилизира миленикот, но доколку не го стимулира, доколку не го стерилизира, треба да плати определен данок, во Бугарија околу 60-70 евра на годишно ниво, што и не е така мала сума. И мислам дека и тоа е една од мерките кои што би можеле да бидат превземени во рамки на државата со цел да се стимулира стерилизација на домашни миленици. Но мораме да кажеме дека во Македонија има еден феномен кој што во развиените општества или во поразвиените од нас општества го нема. Тоа е, јас го имам наречено традиционално чување на миленици. И најчесто се случува во индивидуалните куќи, односно во населбите со индивидуално живење. Јас го имам кучето, си има и куќарка, но моето куче знае да си прошета на улица, да си излезе, да си влезе, да си отиде кај комшијата, да има интеракција со уличните кучиња во околина, но има интеракција и со соседните кучиња. Па може соседот е одговорен, си го чува во двор и да речеме со куќарка, со боксче и така натаму или во дворот пуштено, ама моето куче да си скокне таму, да се спари, да се врати назад. И ете го проблемот. Затоа треба навистина индивидуално да работиме и со овие категории на граѓани кои што, затоа го кажам, тоа е традиционално чување на кучиња, што е феномен кај нас. Обично секој треба да си одговорен неговото куче да не излегува и да нема можност за ваков тип на дејство. Веќе разговаравме со неколку градоначалници на општини, продолжуваме, караванот ни продолжува со сите градоначалници кои што се во рамки на градот Скопје, да ги вклучиме и комуналните служби во целата оваа работа, но и местните заедници. Ние како лајка ќе изработиме флаери, односно тоа ќе биде можеби целосна кампања која што ќе изработиме заедно со општините, а тие преку местните заедници да дојдат да ги информираат граѓаните за нивниот неодговорен однос со тоа што лајка, доколку може таа кампања ќе трае месец, 2, 3 со превенција, но доколку тоа веќе откога ќе заврши таа кампања, навистина доста активно ќе отидеме и во тие средини и кутренце по кутренце ќе си ги земеме, а јавното претпријатие има еден ценовник кој што всушност ги покрива трошоците на јавното претпријатие во однос на дејството, значи ќе треба заловувањето, престојот, тоа е еден вид на пајак служба, да речеме, како што вашето возило кога ќе биде земено, вие си го плаќате и ја плаќате услугата во пајак службата, на ист начин граѓаните ќе треба да на истиот начин ќе треба да си го покријат трошоцот за неодговорното пуштање на нивниот миленик. И им кажав на вработените, во минатото гледам дека имало пракса, овој на овој е пријател, па на него ќе му го вратиме бесплатно кучето и така натаму. Им кажав на вработените и тоа е порака апсолутно до сите, ако сакаат градоначалници или кој да е, брат да ми е, ќе си плати. Така што апсолутно никакви протекции во овој сегмент нема да прифаќам како директор на јавното претпријатие, се со цел затоа што на ваков начин реално влијаеме на зголемување на јавната свест, секој човек да биде одговорен према миленикот. Да се вратиме на првото прашање, како тече процесот, што се случува како едно куче ќе биде заловено, се стерилизира, колку време треба да помине за да се донесе одлука тоа куче да се врати на улица и слично. Вака, од кога ќе го лоцираме кучето на улица, секој еден граѓанин има право да ни го пријави. И дури стимулираме, во моментов тече акција,
за секој еден граѓанин да пријави миленик, да пријави куќа на улица, ако има можност, ако му е малски, ако може тука да го фати и да го задржи, супер, ако не може дури да го донесе во јавното претпријатие, ние веднаш ќе го примеме за третман. Ако не, нашите единици, имаме 2 единици, сега веќе направивме нов начин на функционирање, односно веќе до 7 часот заловуваме, имаме двосменско заловување на кучињата, претходно имаше една смена, горе-доле во 2 часот заловувачите беа назад. Имаме само 2 тима за жал, сега направивме некако 2,5 тима, што значи дека еден тим оди са бајле и другиот тим негде дока е 12 сат, во 12 сат вториот целосен тим продолжува до 7 сат поручек. Така да малце го расширивме можноста за делување и за брзо делување на тимовите. Од кога ќе биде заловено кучето, се носи во јавното претпријатие, се прави преглед, се прават едни тестови за лешманија, се прави тест за социјализација, да се види дали е агресивно кучето или не е агресивно. Доколку е агресивно кучето, веќе не се враќа на локација, односно не го помине тој тест. И доколку кучето предизвикало немил настан на улица, исто така не се враќа на локација, иако го помине тестот во јавното претпријатие. Тоа е законска регулатива. Од кога ќе помине тестот за лешманиоза, тоа е зоонотска болест, горе-доле 3-4 дена животното седи во јавното претпријатие. Јас сум многу против таа мерка, но таков е законодавецот и ни го забавува процесот на работа. Има ли чести случаи на лешманиоза? Не, тоа е целата работа, што оваа мерка која што е пропишана од страна на законодавецот, според мене апсолутно нема никакво влијание во контрола на лешманиозата во градот. Може ако сакате поопширно да образложам на таа тема, но Те се познаваат физички што имаат лешманиоза, така? Не, има и латентно носење да не се препознае. Но инциденцата е на пример на 1000 кучиња околу 10 позитивни, зборуваме за градот Скопје, зборуваме за градот Скопје и за третираните кучиња во рамки на лајка. Ако ние, ајде малце ќе навлезам во овој субјект, во оваа тема. Ако градот Скопје има околу 5500 кучиња кои што се циркулираат низ градот на улиците, има околу 50.000 сопственички кучиња. Ние во годината на тие 55.000 кучиња, ако ние тестираме само 1000 кучиња и од нив само 10 се позитивни, тие 10 кучиња апсолутно нема да направат никаква промена во епизоотолошкиот статус во рамките на градот. Кога знаеме дека не само кучињата се резервар, тука се резервари и глодари, резервар се и мачки, резервар се и многу други коњи и така натаму. Значи сите животни може да бидат резервар. Зашто сме се насочиле само кон кучињата? Навистина не знам и навистина мислам дека епизоотолошки како мерка не ги оправдува сите средства кои што ги имаме планирано. Зашто направи финансиска анализа, покрај тоа што сметам дека нема да даде никаква здравствен ефект. Финансиската анализа, ако ние, како што кажав, дека сакаме оваа година 2500 кучиња да ги третираме, ако ги ставиме сите ставки за контролата на лешманијата, нас ни го оскапува процесот во рамки на следната година за 110.000 евра, која што е сериозна сума, огромна сума за нас како јавно претпријатие и со таа сума верувате дека многу поголем проблем ќе се реши. Ефект ќе направиме во јавноста. Зашто? Затоа што нас идејата ни е за 4 години од овие 5500 во рамките на градот да циркулираат 1000 и нешто кучиња. Ако ние ги намалиме од 5500 на 1000 и нешто, тоа значи дека ние автоматски со лешманијата сме направиле многу поголем ефект отколку на ваков начин да го контролираме проблемот, а реално мислам дека не правиме промена. Од кога ќе се направат тие тестови, нели зборуваме за циклусот на работа, сите кучиња при влез се сликаат и се објавуваат на социјални мрежи. Така всушност пробуваме да ги вдомиме. Има доста и волонтери и внатре луѓето кои што работат, прават убави слики, клипчиња, снимки и така натаму и ги предлагаат за вдомување тие кучиња. Има цел сегмент што работи вдомување. Од тука натаму кучињата одат на стерилизација, кастрација или стерилизација. Сите кучиња што се кај нас се кастрирани, стерилизирани, третирани за внатрешни паразити, тоа се глисти, луѓето така може ги препознаваат, надворешни паразити, тоа се болви и крлежи, се става вакцина за беснило задолжително. Доста често знаеме да ставиме вакцина за заразни болести, за што заштитиме кучето за воиднина. И после тоа седи максимално околу 20 дена по третман. Значи по хируршкиот зафат, по закон треба машко да седи 2 дена, женско да седи 3 дена. По закон. Ние им даваме можност околу 20 дена тоа куче да има најдено соодветен дом. Ако не успееме да најдеме дом, ги помине сите тестови, негативно е на лешманија, здраво е физички, визуално и така натаму, се враќа повторно на локација, да си го живее животот на истата локација каде што било заловено, да знаат граѓаните, затоа што имаше и некои објави дека сме дислоцирале, релоцирале кучиња и така натаму. Ние за секој едно куче, по принцип, по протокол и
така постапуваме. При заловување имаме снимка со GPS координати, знаеме точно кој куќе на која точно точка е заловена и при ваќање на локација имаме снимка со GPS координати. Односно секој едно куќе кога ќе се врати го сликаме на истото место кај што е вратено и снимката носи GPS координати. Со цел точно за да влееме доверба и нашата транспарентност кон граѓаните да биде на високо ниво за да не се сомневаат во тоа дека ние носиме кучиња по различни општини и така натаму. Каков е капацитетот на стационарот на Лаки и дали е тоа доволен за да се згрижат бездомните кучиња привремено како што се прави? Во моменталниот стационар на Лајка може луѓето сега ќе бидат чудоневидени, имаме само 140 регистрирани легла на кучиња, имаме 101 бокс, нашиот капацитет е 140 кучиња, кој што е екстремно мал за ваков екстремно голем проблем во рамки на градот. Со тоа што, еве за споредба, Софија има околу 2800 легла како град. Ние имаме 140. Нивниот начин на третирање, иако имаат огромен број на легла, апсолутно не е правилен, затоа што тие доживотно чуваат некои од кучињата, кој што е апсолутно неоправдано по ниеден принцип на благосостојба на животните и по ниедна стратегија за решавање на проблемот. Сега тука дел од граѓаните ќе велат што со благосостојбата на луѓето. Да. Ама ние треба да знаеме дека ние оваа градска површина заедно ја користиме, колку што имаме право ние да го користиме простор, толку имаат право и кучињата. Кучињата не се виновни зашто се на улица, ние граѓаните сме виновни. И треба прво ние нашиот двор да си го видиме и да видиме дека секој едно куче е производ на некоја негрижа на човекот. И сега не е криво тоа живо суштество затоа што ние сме биле неодговорни. Дај да земеме како одговорни граѓани да го менаџираме процесот. Ние како Лајка да ги стерилизираме и да го намалуваме еве и преку вдомување и така натаму, а граѓаните да не пуштаат нови кучиња на улица. Така сите заедно ќе го доведеме во решение проблемот. 140 бокса се доволно за циркулација и за одржување на проблемот. Но за решавање на проблемот не се. Точно заради тоа рековме дека ќе вклучиме сите ветеринарни друштва и сите расположливи ресурси. Таму би се чувале привремено кучињата, и таму би се чувале. Значи и тие капацитети ќе ги имате разговори со нив или Да. И ние овој модел веќе е спроведен. Еве јас бев еден од консултантите кои што го направивме тоа. Колку легла би имало, нели доколку прифатат? Не можеме да кажеме, треба да видиме на јавна набавка колку ветеринарни друштва ќе се јават. Ама еве можеме да го кажеме искуството со градот Битола. Градот Битола на таков начин го решава проблемот. И ако да речеме Скопје во некој изминат период имало 50, 60, 70 кучиња со 32 тројца вработени во јавното претпријатие третирано на месец, што е навистина, јас можам да кажам, неодговорно работење. За 30 и нешто луѓе претпријатија да третираат само 70, 80, 50 кучиња на месец, тоа е навистина неодговорно според мене. Јавното претпријатие во Битола со 5 ветеринарни друштва кои што се насочени, ама не се вработени внатре, туку тие покрај нивната дејност го работат и ова. Имаше месеци кај што стигаа 70 нешто 80 кучиња на месец. Што за еден град како Битола е сериозно голема бројка. Таквата бројка нас да не се мултиплицира само со 5, а реално мислам дека во Скопје ќе бидат повеќе од 5 друштва, очекуваме не околу 1000 кучиња допринос од ветеринарните друштва во рамките на до крајот на годината. Тоа е 7-8 пати повеќе од така. Па тоа е ако прошлата година се 1000 кучиња третирани грубо во јавното претпријатие Лајка, ние планираме да стигнеме до 2500, тоа е 2,5 пати. И со тоа реално стигаме до над 75% стерилизирана популација на кучињата, да, кое што ни е реално таргетот. Колку годишно се стерилизираат, вакцинираат кучиња скитници? Значи секое едно куче кое што е заловено во јавното претпријатие е стерилизирано, има ли бројка годишно колку флуктуираат? Во градот Скопје се просек околу 1000 до 1300 сме стигнале во изминатите години на годишно ниво. Оваа година планираме 2200, 2500 ние максималниот таргет и ако успееме тоа да го направиме, наистина треба сите да се закачиме по една значка во целиот систем, да. Според законот за благосостојба на кучињата, едно куче кој ќе биде заловено, да се згрижи, да се стерилизира, повторно да се врати на улица, граѓаните реагираат и токму тие кучиња дел од нив прават проблеми. Дали има друг начин? Значи, друга пракса европска од некоја друга соседна земја за решавање на овој проблем. Пошто практично изминативе 3 децени видовме дека нема решение во Нема решение зашто нема последователност и континуитет на прилагање Тоа ми беше следната констатација, дали поради непостојаност или поради моделот. Еве ќе дадеме позитивен пример.
Значи, сега, минатата недела бевме на семинар, на целосно овие источноевропски земји беа вклучени, и Бугарија, и Македонија, и Србија, и Црна Гора, и Хрватска, и Словенија, и така натаму, а имаше и од европска делегација представници, каде што го разгледувавме цел овој проблем, имаше излагања, имаше панел дискусии, имаше индивидуалци, професори кои што даваа свој допринос на целата ситуација. И еве може да го кажем еден позитивен пример, градот Сараево. Градот Сараево нема стационар, нема прифатилиште, а нема куќа. Но што има градот Сараево? Градот Сараево има воспоставено систем. И тој систем е воспоставен од невладина организација, која што не е босанска, таа е меѓународна организација, Док Страст се вика, и тие успеале од 2012 година почнале со континуираниот третман на кучињата, до ден денеска апсолутно немаат никаков проблем со улична популација на кучињата. Зашто? Затоа што имаат континуитет во постапувањето. Каков е тој систем? А системот е вклучување на приватните ветеринарни друштва во системот. Тоа што го направивме во Битола, тоа што сакаме да го направиме во Скопје. Значи, они ги користат веќе постоечките капацитети на веќе постоечките ветеринари. Тоа друштво, апсолутно ветеринарите кога почнале немале услови тоа да го прават, но тоа здружение им дало услови дополнително и ги обучило, и им дало средства, опрема и така натаму, и за заловување, и за операција, и ги обучило во операции голем број на ветеринари во рамки на градот Сараево, и од тука натаму веќе тој тим си ја презема работата, се финансира за нивна среќа, нели као претпоставам дека заради поствоена зона и така натаму решиле да му помогнат на овој град да вистина се справи со овој тогаш бил екстремно голем проблем во Сараево. Ние ќе ги превземеме нивните добри пракси и ќе ги имплементираме тука кај нас. Гледаме дека странски пари, имаме пари во буџетот. Ние имаме пари, да, точно тоа е. Сите викаат станува збор за финанси. Секогаш станува збор за финанси, но морам да кажам дека ние како општини, не е само град Скопје, сите општини во државата, односно поразвиените, ајде повеќе, во руралниот дел нема таква пракса во моментов, но кај нас казните кои што градот и јавното предпријатие, глобите од оштетените граѓани кои што ги плаќаме, односно оштетувањата, се можеби некогаш дупло поголеми од буџетот на јавното предпријатие. И тоа го кажав во претходниот мандат, и една од причините зашто си дадов оставка во претходниот мандат е точно заради тоа што немав поддршка од градоначалникот во тој временски период да го согледа дека ние треба еднаш да го претркаме процесот, односно да се вложат средства поголем број, односно дај средствата што ги даваме за глоби, да ги вложиме во решавање на проблемот со цел многу помалку граѓани да бидат оштетени во иднина, а и финансискиот момент да го дадеме во решавање на проблемот, не тоа не е ни третирање, туку на плаќање на последицата. И затоа еве имаме разговори со сегашната градска власт и со градоначалникот, ни даде ветувања дека и за сега гледам дека одиме во рамките на тие ветувања, дека ќе се обезбедат средства за да може еднаш да го претркаме процесот со цел да делуваме превентивно, а не постфактум. За капацитетите се разговара за зголемување на капацитет, дали во рамките на јавното предпријатие на сегашната локација, дали да се изгради друга локација, во моментов се бараат опции, можности за решенија. Градот има обезбедено средства, што е многу важно за ваков тип на дејност, сега само да видиме како на најправилен начин овие средства ќе може да ги искористиме. Има чести напади, полициските билтени можам да кажам дека се преполни од нели луѓе кои што пријавуваат напади од кучиња скитници. Какви се вашите бројки, статистики на годишно ниво еве? Значи имаме преголем број на случаи. Еве повторно едно искуство од размена на искуства на оваа балканска, да речеме, конференција. Освен Македонија и Србија, ниедна друга земја нема вакво, сега можеби ова ќе биде критика кон судските власти, ама на ваков начин оптужување, односно неаргументирано, според моја гледна точка, јас сепак сум ветеринар, не сум правник, ама од страна како што ја гледам работата, без факти се осудуваат градските власти за граѓаните да примаат оштета. Зашто? Во секоја една нормална друга држава, во секој еден систем кој што најверојатно, мислам, јас би сакал така да функционира нашиот, кога има оштетен граѓанин, тој треба навистина да го посочи животното, тоа животно навистина треба да биде заловено, да се види дали е собственичко или е улично. Навечер, ако те нападнат глутница, кучиња, тие се разбегуваат. Да, како да се посочи. Има и такви случаи кај што не може да се посочи. Во секоја една постапка треба да докажеш кој го направил делото. Во овој случај никој не докажува која е причината, затоа што верувате дека голем број од кучињата кои што се на улица се собственички. И он кажува, мене куче на улица ме касна, тоа куче си има чип, тоа е на некого, и на крај градот, односно од вашиот, од мојот буџет домашен,
се плаќа оштетата на тој граѓанин. Јас го правам секогаш како споредба. Тоа е како вашето возилата за жал некогаш не се најлесни за споредба, вашето возило да биде изгребано на паркинг, на крај да отидеме јавното сообраќајно претпријатие да ви ја плати оштетата зашто нема најголем возен парк. Нели? Треба во секој еден нормален систем треба да се докаже кој е куќето, ако е навистина без микрочип и е куќе кое што е улично, во таков случај да, градот треба да ја преземе штетата, но што ако е сопственичко куќе? И затоа треба, според мене, во таа насока да се определат, тоа се многу потешки случаи, можеби треба судот или странката навистина да наложи да биде фатено, еве лајка ќе излезе во пресед, но и приватни ветеринарни друштва може тоа да го направат, сепак ако сакаш да земеш штета, треба во секој случај да и доказната постапка според мене, повторно кажам јас сум ветеринар, не сум правник, ама треба да биде според мене аргументирана. На таков начин, навистина и тие луѓе што се навистина оштетени да бидат навистина обештетени на крај, затоа што еве имаме индикации дека можеби ете во еден ист објект, во една иста адреса 5-6 луѓе се оштетени. Тоа малце ни води до така дискутабилно дали навистина е тоа можно. Да, за бројката дали имате бројка колку напади има на годишно ниво? Јас сега во моментов немам таква бројка, бараме со МВР. Да, имавме некоја статистика 2022 година околу 62 немили настани пријавени во МВР на месечно ниво, што е огромна бројка. Морам да ги пофалам Министерство за внатрешни работи, имавме еден прекрасен состанок со нив, веќе назначија одговорни лица за овој проблем и веќе затоа што порано во минатото ни се случуваше и по месец, два, три да поминат од кога бил предизвикан настанот, пријавено е во МВР, да стигне пријавата до јавното претпријатие со цел ние да постапиме. Сега воспоставивме брза линија, во истиот момент кога граѓанинот пријавува кај нив, во истиот момент веќе почнаа мене да ми се јавуваат, иако сега е директно комуникацијата со мене, воспоставуваме и директна жешка линија, која што ќе биде на располагање барем до 7-8 часот во рамки на јавното претпријатие, за да може веднаш залувачите да постапат на конкретната локација кај што оштетен граѓанинот, групата најверојатно е се уште таму, да може да постапуваме веднаш. Можеби ќе треба месец и нешто тоа навистина да профункционира, ама еве првите резултати веќе ги дава таа наша заедничка соработка. Да. Рековте двојно поголем износ се дава за одштетот колку што е буџетот на лајка, може ли во бројки тоа да дозна јавноста? Па можеби е неблагодарно, ама еве можам да кажам дека околу 30 милиони денари е буџетот на јавното претпријатие. Значи околу 60 милиони одат на годишно ниво за напад. Околу. Горе-доле, да. Тоа е доста... А во минатото имам некоја бројка, минатото беше многу повеќе од тоа. Тоа е доста голема сума на пари. Да, огромна сума на пари. Така. Која што навистина доколку ја вложиме во превенција, навистина ќе има многу поголем бенефит за граѓаните. Секој еден човек. Јас гледам и од таа гледна точка. Ние мораме да спречиме секој еден човек да има страв, неугодност, нелагодност кога шета на улица. И навистина нашата задача е и во таа насока, преку заштита и на идните поколенија на животни. Затоа што ако ние не направиме масовни стерилизации, не го спречиме овој циклус ланец на репродукција на уличните кучиња, во таков случај ние стимулираме нови генерации на кучиња кои што ќе патат на улица и на нив не им е убаво. Просекот на куче на улица е 2 години, просекот на куче во домашна атмосфера е 12, 13, 14 години. Ние со тоа треба да видиме дека и на тие кучиња воопшто не им е лагодно, убаво да живеат на јавна површина. Какви се условите во стационарот? Има ли подобрување? Што е најпотребно, да речеме? Ова прифатилиште кога е градано, според тоа што го гледам и во другите прифатилишта, сметам дека имаме од скромна гледна точка веќе доста углед во прифатилиштата, не е конструирано правилно. Гледам дека прифатилишта од отворен тип, односно без хангар, па во хангарот да се чуваат животните како што е ова јавно претпријатие, дека животните се доста поздрави, доста посреќни и нивната благосостојба е многу подобра. Како и за секој животно, да, така. Овде затоа што се во релативно затворена атмосфера, тоа никогаш не може да се злуфтира, секогаш можеби подовите се влажни и така натаму, сепак за транзит шелтер ги задоволува условите, но не за континуирано чување на кучињата. За жал, еве наследив состојба каде што 150-60 кучиња се чувани месеци, години наназад во такви услови, кои што навистина сериозно е нарушена нивната благосостојба поради различни причини, оправдани или неоправдани. Сега со тимот навистина правиме сериозна акција, а и неколку месеци пред јас да дојдам гледам дека тие сериозно си ја земале работата во раце, да се вдомуваат
примарно да се вдомуваат тие застојани куќиња. Не се виновни тие што се во такви услови, а мора да кажеме ајде апел до граѓаните, навистина луѓе што сакаат да речеме поспецифични раци на куќиња да земат, во Лајка ги има. Дојдете, вдомете си, подружите се со нив, може навистина некој куќе ќе ви кликне буквално и ќе биде одличен миленик за некое семејство во Уиднин. Имаме ротвајлери, имаме малинои, имаме азијати, кои што реално не можеме да ги вратиме на локација затоа што сме направиле неколку пати го враќаме, куќето навистина е добро, не прави проблем на локација, но некој кој ќе види ротвајлер пред зграда, веднаш реагира и вика дојдете, земете го затоа што се плашиме. А тие куќиња се супер, ама навистина при враќањето веднаш имаме реакции, повторно треба да ги земеме. Не се виновни тие што некој ги напуштил, а живеат во вакви услови во јавното претпријатие. При крај на емисијата да се вратиме на почетокот, на коренот на проблемот, дали е казнената политика за напуштање на животни е доволно строга? Тоа е практични корен на проблемот затоа што често тие глутница куќиња се оттаму. Сум го кажал во неколку наврати, ќе го кажам и сега. Законите во нашава држава се одлични и се усогласени со законите на Европска унија. Има еден проблем во Законот за благосостојба на животните, кој што иако глобата во Законот за благосостојба на животното за неодговорно сопствеништво е околу 350-400 евра, сега не фаќате за збор. Добро. Затоа што тоа не е согласено со Законот за прекршоци. На крај глобата се зема од Законот за прекршоци кој што е сериозно мала. Всушност самата глоба не го оправдува нити дневницата или дејството на ветеринарниот инспектор, па во некој случај и полицијата, па во некој случај и обвинителството за решавање на проблемот. Односно, сторителот на проблемот, буквално повторно ние граѓаните го стимулираме при плаќање на глобата. Ако глобата со таа, да речеме, нели прекршочно кога е за во рок од 7 како дена се плаќа е 25 евра, а реално државата направила трошок околу 100 евра за да само да го глоби овој граѓанин, кога ќе ги пресметаме нели сите бензини, трошоци, харти, дневници на луѓето од администрацијата кои што се должни да го санкционираат овој проблем. Знам дека има некоја измена на Законот за благосостојба која што е во процедура, постапка. Овие работи мислам дека се предвидени да се коригираат со цел навистина глобата да достигне едно ниво кое што навистина одговара на сторениот прекршок од граѓанинот и веќе навистина да се казнуваме во ваков случај. Исто така Министерството за внатрешни работи во претходниот мандат кога бев почнавме малце повеќе да им пријавуваме ваков тип на настани, например заловуваме куќа на јавна површина со сопстенички чип. Знаеме дека Агенција за храна и ветеринарство реално им се мали можностите во однос на глоба и затоа се насочивме кон Министерството за внатрешни работи кои што повторно имаат преку нарушување на јавен ред и мир, има еден закон за нарушување на јавен ред и мир, каде што повторно глобата е околу 400 евра. Кога почнавме да им праќаме на нив пријави, магично во таа некоја претходна влада овој закон за нарушување на јавен ред и мир се избриша само членот од законот кој што се однесуваше на нарушување на јавен ред и мир преку напуштање на домашен миленик, што значи дека МВР така си го реши проблемот преку непостапување. Веќе го алармиравме ова до МВР и мислам дека би требало овој член да се врати за да може и МВР да реагира во вакви ситуации, затоа што сепак Агенцијата за храна и ветеринарство дури да сака да постапи, имаат само 5 инспектори кои што може да постапуваат по овие пријави, а тоа не се само за овие пријави, тука имаат една плејада на одговорности кои што треба да ги адресираат, а овој тип на дејност, да речеме, неодговорно сопствеништво е само една точка во целото море на постапување на овие 5 инспектори и затоа мислам дека доколку се вклучи Министерството за внатрешни работи преку повторно се ревклучи во овој процес, ќе има многу поголеми ресурси за контрола на овој проблем. На крај сме со емисијата, ќе ве замолам за многу краток одговор. Кога граѓаните да очекуваат видливо намалување на бездомните куќиња и намалена агресивност од нивна страна? Што се однесува до јавното претпријатие Лајка, доколку овој начин на функционирање биде доследен, доколку, а се надевам дека ќе бидеме поддржани од страна на градот Скопје и општините во рамки на градот Скопје, сметам дека за 4 години од сега куќињата нема да бидат во првите 3 теми на разговор на граѓаните. Така. Благодарам уште што прифативте и што не ги кажавте вашите размислувања, идеи, меѓутоа и чекори за ублажување на овој проблем. Ви благодарам многу на поканата и навистина ви стоиме на располагање да ја обработиме оваа тема и во иднина и да го следите нашиот добро или не дај Боже лошо работење. Така.